Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на отвореното студио на Телеканал А1. Денеска зборуваме за работата на Регулаторната комисија за домување. За таа цел го поканевме господинот Илија Китановски, член на Регулаторната комисија за домување. Господине Китановски, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден и чест ми е што сум ваш гостин. За почеток, еве кажете ни која е функцијата на Регулаторната комисија за домување. Па вака, Регулаторната комисија за домување е формирана со одлука на Собранието на Република Македонија, но претходно во 2009 година е донесен законот за домување, новиот закон за домување, во кој што е предвидено да се формира и посебно регулаторно тело, независно регулаторно тело, што ќе регулира еден нов домен, еден нов пазар, една нова стопанска дејност во Република Македонија, тоа е управување со заедничките простории во колективните стамбени згради. Така да, значи, комисијата е формирана во 2010 година, новиот закон за домување 2009 година и практично нејзините почетоци и нејзиното делување почнува во крајот на 2010 година и почетокот на 2011 година. И главната работа и главната функција на комисијата е да регулира не само таа, има повеќе чинители, но таа е еден од главните чинители, да регулира, значи, една нова материја во Република Македонија, која што до тогаш не беше регулирана, а тоа е стопанисување со заедничките простории и одржување на колективните стамбени згради. Значи, една материја која што се појавува генерално во современото живење во 20. век и во нормално во 21. век, а тоа е живење во колективни стамбени згради. Значи, самото живење во колективна стамбена зграда носи своји специфики, има своји предности, но има своји и обврски, заради тоа што сепак се живее во колективна стамбена зграда, каде што односите помеѓу станарите, заедничките обврски треба да бидат регулирани и токму тоа го прави Законот за домување и формирањето на комисијата на Регулаторната комисија за домување е да го подобри функционирањето на колективните стамбени згради, односно во суштина да го подобри животот на граѓаните кои живеат во колективни стамбени згради. Заради тоа што таа материја порано во бившиот систем беше регулирана и постоја куќни совети, како функционира, колку се одржуваа стамбените згради, тие не беа ни во сопственост на становите, не беа ни во сопственост, добар дел од нив, најголем дел беа во општествена сопственост, не беа во сопственост на граѓаните и со новото време покажа потреба дека оваа материја мора да се регулира, како што е регулирана во развијаните и цивилизирани земји од Западна Европа. И по тој терк во Република Македонија се донесе Законот за домување, се формира Регулаторна комисија за домување и таа во суштина има задача, главната задача е, значи, да доделува лиценци на управители со стамбени згради, да продолжува лиценци, да одзема лиценци, да врши периодична контрола на лиценцираните управители, како ја вршат и дали добро ја вршат работата, да посредува во спорови помеѓу станарите и управителите, помеѓу различни управители, ако има совет на собственици и председател на советот, исто и да посредува помеѓу станарите и советите или советите и председателите на заедницата на собственици и други правни лица кои што вршат услуги во име и за сметка на зградата во која што живеат станарите. Така да, долг ми е воведот, но релативно нова материја и добро е граѓаните кои што живеат во стамбени згради подобро се запознаени со неја и мислам дека во последниве 4-5 години, откако е формирана и комисијата, откако е донесен законот, имаме драстично подобрување и на регулацијата и воопшто на одржувањето на самите објекти како што се колективните стамбени згради. Што е доколку станарите не изберат председател на заедница на собственици? Значи, имаме ситуации дека последниот закон регулира да станарите, собствениците на индивидуалните стамбени единици,
избираат или формираат значи заедница на собственици и избираат председател, или на истиот на состанок со 51% од собствениците избираат лиценциран управител. Значи два се начини на управување со зградата, значи од лиценциран управител или од заедница на собственици која што избира председател и кој што ги врши тие работи во име и за сметка на собствениците. Но ако и едната и другата работа не е направена, значи не постои нити заедница на собственици, нити избран председател, нити избран управител на зградата, тогаш станарите тогаш се обраќаат, било кој од собствениците на индивидуални стамбени делови се обраќаат до инспекторот за домување, локалниот инспектор за домување. Значи во секоја општина има, односно треба да има локален инспектор за домување. Обично се тоа комуналните инспектори во помалите општини и имаат овластувања да бидат инспектори за домување, значи вршат две функции, но како и да е, во секоја единица на локална самоуправа мора да постои инспектор за домување, значи станарите се обраќаат до него да го известуваат, а тој во вонпарнична постапка пред надлежниот основен суд покренува вонпарнична постапка и судот определува лиценциран управител да управува со таа зграда. Значи, дури и ако инспекторот не им излезе во престет и не го направи тоа, самите станари, било кој од нив, можат самите тие лично да покренат, било кој од нив, да покренат вонпарнична постапка пред надлежниот основен суд, за да судот во вонпарнична постапка им определи лиценциран управител на зградата. Така да, секаде каде што има желба и волја, секаде, мислам, во било која колективна стамбена зграда, собствениците на индивидуални стамбени делови можат да го направат тоа на овој или на оној начин, или на овој што претходно го кажав, ако веќе не можат да се соберат или согласат за да изберат или председател на заедницата или лиценциран управител. Колку надврешното управување преку лиценциран управител има предност над заедницата на собственици? Од нашето искуство и од досегашното функционирање и на законот и на комисијата за регулаторната комисија за домување, трендот на зголемување на зградите кои што се управувани од лиценцирани управители е во нагорна линија, значи се зголемува од самото почнување на функционирање на комисијата. И тој тренд значи во нагорна линија се зголемува за сметка на заедниците на собственици, односно регистрираните заедници на собственици, кои што се исто така правни лица и се регистрираат во Централниот регистар. Во овој момент, сега, значи во пресекот 2016 година, негде околу 2870 има регистрирани лиценцирани управители и околу 2700 регистрирани заедници на собственици. Со тоа што во изминатите години, да речеме во почетокот 2011-2012 година, тој број беше драстично поголем, значи во однос на поголем број имаше на регистрирани заедници на собственици, а многу беше помал бројот на лиценцирани управители, бидејќи беше нова дејност, многу луѓе, фирми, бизнисмени и станари не знаеа воопшто дека имаат таква можност и така натаму. И во овој момент, значи, трендот е таков, и мислам дека во иднина таа пропорција ќе расте во корист на лиценцираните управители, затоа што имаат тие, како лиценцирани управители, сигурно за самите собственици на индивидуалните стамбени единици, на станарите во зградите, имаат предност штом се определуваат граѓаните да се повеќе и повеќе одржувањето на заедничките простори на своите згради го доверуваат на лиценцирани управители, а не самите тоа да го прават преку заедницата на собственици, преку избран председател, кој што сепак е полупрофесионална работа или функција и обврска и ретко кој ќе најдете во зградата во влезо што ќе се нафати да ја врши таа работа, дури и со надоме, затоа што сите луѓе си имаат своји обврски, професии, живот и така натаму. Тоа секако би било дополнителна работа и мислам дека тоа е една од причините заради која што тенденцијата е ваква каква што е и мислам дека во иднина тој број на згради кои што се управувани од лиценцирани управители ќе расте за сметка на другиот, што е нормално, тоа е една нова дејност, тоа е стопанска дејност, значи управители со стамбени згради е стопанска дејност, регистрирана
Во овој момент имаме негде до сега издадено 56 лиценци, значи 56 предпријатија имаат лиценца за управители, што е за релативно краток период прилично голем број и тоа е богатство на пазарот. Значи колку повеќе ги има лиценцирани управители, толку е поголем пазарот и толку е поголема понудата што ја имаат граѓаните, сопствениците, станарите, сопствениците на индивидуални стамбени единици во зградите за да изберат од тие 56. Ако утре бидат 100, сигурно дека подобра ќе биде понудата за граѓаните, а исто така конкуренцијата ќе овозможи да конкуренцијата помеѓу управителите ќе овозможи да граѓаните добиваат, станарите добиваат поквалитетни услуги и поевтини услуги. Секогаш е така, тоа е закон во економска законитост, ако е понудата поголема од побарувачката, тогаш цените паѓаат и така натаму и така натаму. Така. Кои се заедничките обврски на сите станари според овој закон? Според законот генерално обврските на сите станари се да ги почитуваат одредбите од законот кои што се прилично прецизни и генерализирани така во законот, но главните обврски за станарите, за сопствениците на индивидуални стамбени единици произлегуваат од договорот што ќе го склучат со управителот. Значи тоа се повеќето обврски, нивни главните обврски се облигациони односи кои што самите ги подпишуваат, подпишувајќи договор со управителот и обврзувајќи се во тој договор кои обврски ги имаат тие, обично се тие редовно исплаќање на поединечните делови за одржување на зградата, редовно плаќање на секој од својот дел према условите и критериумите што се определени, но се регулирани во договорот, тој кој е облигационен и исто така во договорот облигационен има обврски за управителот, значи да ја одржува хигиената, одржувањето на заедничките простори, да одвојува средствата од резервниот фонд кои што се на посебна сметка стојат и се наменети за поголеми поправки или поголеми кварови и така натаму да остануваат такви какви што се и тие се користат исклучиво со одлука на 51% од сопствениците на индивидуални стамбени единици. И ако имат управителот со тие средства може да управува само со одлука на сопствениците, на заедницата на сопствениците. Така да, генерално врските произлегуваат и од законот, но тие се општи и генерални, а главните обврски на станарите произлегуваат од договорот што ќе го склучат со лиценцираниот управител, односно од тој облигационен договор каде што нормално произлегуваат и права и обврски и за управителот и за сопствениците на становите. Која форма е позастапена во Република Македонија? Па, на претходното прашање кога одговарав, мислам дека ја начнав одговорот но не е на одмет да се каже повторно. Во овој момент е малку повеќе застапена формата на управување преку лиценцирани управители, но тенденцијата е таква што во наредниот период таа форма ќе биде најверојатно повеќе доминантна од што е сега. Има една друга ситуација во Република Македонија, бидејќи законот е нов и нова материја регулира и комисијата е релативно нова, значи ова е втор мандат на комисијата, значи пред 5 години е практично формирана. Тоа е дека во наредниот период се повеќе и повеќе ќе се граѓаните одлучуваат за лиценцирани управители, заради тоа што има повеќе причини, но најглавната причина е што сепак се тоа професионални организации кои што во иднина колку што ќе ги има повеќе како конкуренција, ќе се трудат да пружат поквалитетни услуги и да тие услуги бидат со подостапни цени за граѓаните. Генерално една фирма, едно предпријатие кое што се занимава со таква дејност, многу полесно и многу поевтино на пазарот може да најде фирми или поединци за одржување на хигиената во зградата, отлуку ако тоа го правиме јас или вие како поединци, па да бараме за една зграда, за еден влез, еден човек кој ќе одржува хигиената или еден хаусмајстор, сигурно дека ќе ни наплати многу повисока цена, отлуку ако една фирма која одржува 50 згради, го побара него и му и побара неговите услуги, каде што ќе му безбеди поголема работа, но затоа ќе добие и пониска цена на неговите услуги. Таа е една од причините. Инаку главниот
главната работа која што во иднина треба да се случува и која што очекувам дека ќе се случува е да во иднина се повеќе и повеќе згради кои што воопшто не се управувани нити од лиценциран управител, нити од заедница на сопственици со председател на таа заедница, значи воопшто немаат ништо, ни едно ни друго. Тие згради, тие колективни стамбени згради ќе треба да се одлучат што побрзо во свој интерес за еден од овие начини на управување, затоа што ако и погледнете, сме имале такви искуства, тие згради се помалку одржувани, да не речем пропаѓаат, но заедничките простори се проблематични, каде има, каде нема светло, каде работи, каде не работи лифтот, каде хигиената не е на завидно ниво и така натаму. Поготово што во законот се предвидени, но се уште не се применуваат престрого тие санкции за оние станари кои што немаат регистрирано нити заедница на сопственици, нити регистриран управител, заради тоа што се работи за нивното добро, за подобрување на нивниот квалитет на живење, а меѓутоа во овој момент, како што претходно кажав, значи имаме 2870 регистрирани управители и уште 2760 заедници на сопственици. Тоа се негде околу 5600, па близу 6000, но во Република Македонија, према последните податоци, има над 10.000 стамбени згради. Значи, останатите немаат нити лиценцирани управители избрано, нити избрано совети, односно заедници на сопственици со нивни председатели кои би ги регистрирали како правни лица, и генерално тука имаат проблем. Значи, имаат проблем самите станари во тие згради, кажав претходно, да не се повторувам. И мислам дека нашата обврска и како комисија и генерално и на инспекторите за домување треба да биде да ги поттикнуваме сопствениците на стамбени единици во тие стамбени згради кои што немаат нити еден од овие два начини на управување, да го сторат тоа за нивно добро, прво за да си го подигнат квалитетот на живење и да со тоа ќе се зголеми воопшто и дејноста, ќе се зголеми бројот на згради кои што се влегуваат под регулација на овој закон. Сега овој период од овие 4-5 години беше почетен и се одеше со повеќе, и се уште се оди со таа мерка. Значи не строго стриктно применување на одредбите од законот и санкционирање, туку на свеста на луѓето, и мислам дека тоа вроди плод. Значи негде над половина од становите во Република Македонија се влезени практично во регулацијата од овој закон, но останатите не се малку и не се уште влезени, и тоа треба да не биде главна задача и нас како комисија и на инспекторите и на сите други чинители кои што се во оваа работа и во оваа дејност. А какви се еве искуствата во соседството и да речеме во поранешните југословенски републики во врска со оваа проблематика? Да, тоа е многу интересно. Можам да кажам слободно дека Република Македонија во овој дел, значи во оваа проблематика, е можеби равна со најдобрите европски земји, односно ги применува европските искуства. Заради тоа што во споредба со другите земји од опкружувањето, значи нашиот модел на уредување на ова прашање и законско и со регулаторно тело е многу сличен и веројатно дел и преземен од Република Словенија, каде што тоа е добро решено, и таму постои регулаторно тело, исто така од 5 членови кои што издава лиценци на лиценцирани управители, ги предвидува условија да ги контролира лиценцираните управители, периодични контроли им врши, посредува и така натаму. Додека во другите земји неспоредливо е, да речеме, затоа што не можеме да правиме споредба нити со Грција, нити со Бугарија, нити со Албанија, бидејќи системите во кои што претходно сме живееле како земја, како држава, биле многу различни биле нашите системи со системите во Република Бугарија и во Република Албанија. Во Република Грција исто така, тоа е сосема друг систем, и таму
на сосема поинаков, на сличен начин, но од сосема поинаква основа тргнале кога ги решавале тие проблеми. Она што е заедничко за нас, да речеме централно европските земји и земјите на бившата СФРЈ, и тука во однос на сите други земји сме, да кажем, и во однос на законодавството и во однос на спроведување на реформите сме чекор напред, дури и пред Хрватска. Таму регулацијата е слична како нашиот закон, но непрактично е. Сега дури имаат иницијативи, нивните здруженија, задруги ги викаат или удруге, за промена на законот, каде што евиденцијата на лиценцирани управители ја врши локалната единица, контролата, односно инспекцијскиот надзор го врши државен инспекторат, а регулаторно тело формира не владата, не собранието, туку Стопанската комора. Што е многу тешко да три различни дејности се регулираат една материја која што е прилично цврсто определена и прилично мала. Значи, Стопанска комора која што ви е едно еснавско здружение. Кај нив во Хрватска Стопанската комора го формира тоа регулаторно тело, а тука имаме плурализам во стопанското здружување, во стопанските комори. Само во Република Македонија имаме 3 или 4 стопански комори, веројатно и во Хрватска. Така да тука веднаш се раѓа проблем во која од тие стопански комори ќе го формира тоа регулаторно тело. Потоа регистарот на лиценцирани управители локалната заедница го води, односно локалната самоуправа. А контролата го врши државниот инспекторат, што е доста прилично разидување на различни нивоа се среќаваат сите тие институции и потешко ја контролираат, нормално заради тоа што Хрватска е многу поголема земја, има многу повеќе стамбени единици од Република Македонија, додека таква е ситуацијата, слична е регулативата, значи како кај нас, но еве со овие разлики, додека во Република Србија е сосема на почеток таа материја. Тие до 2016 година воопшто нема таков закон, нити некоја иницијатива. Крајот на 2016 година градот Белград покрена иницијатива, значи главниот град кој што се соочил прв со тој проблем, бидејќи е главен град и голем град со најголем број на колективни стамбени згради, каде што едноставно се соочиле со пропаѓање и руинирање на згради во централниот дел на главниот град, и тие покренале иницијатива за нов закон за домување, во кој што е сличен. Сега во некоја работна верзија, во владата на Србија го прифатила, во работна верзија мислам дека е во владина процедура. Се уште имаат простор тој закон и веројатно ќе го менуваат, има разни идеи кои што е заинтересиран. Јас бев и пратев, така читав и медиумите и она што го имаат официјално како институција покренато. Така да слободно можам да кажам дека во овој дел, значи со Република Словенија и земјите од Централна Европа сме на исто ниво во регулација на оваа материја, додека другите земји во окружувањето и на Балканот се зад Република Македонија. Постојат ли еве пречки со кои се соочува регулаторната комисија во спроведувањето на законот? Па, генерално, не некои посебни пречки, но самиот закон, иако е релативно нов од 2010 година и претрпи повеќе од 3 промени во текот на овој период, но тоа е жива материја, нова материја и треба да претрпува измени и понатака, затоа што во спроведувањето на законот и регулаторната комисија и локалните инспектори за домување и сите чинители и управителите и заедниците на сопственици и самите станари се соочуваат со проблеми кои што или не се дефинирани во законот или не се доволно дефинирани. И самото применување на законот ни кажува каде и што треба да се дополни, да се измени. Така да мислам дека и во наредниот период законот ќе треба да претрпи некои измени, посебно од наша гледна точка и од гледна точка на тоа што го согледуваме и од страна на управителите и од страна на станарите. Значи, треба да претрпи измени во смисла на веројатно зголемување на инспекцијскиот надзор. Во овој момент има малку инспектори, ретко која општина има повеќе од еден инспектор за домување,
А во многу општини тој не е само инспектор за домување, туку е комунален инспектор, па има и овластување да врши и инспекции за домување. И обично, кога има таква работа, комуналниот инспектор и комуналните работи му предничат, има повеќе обврски, и ова му е второстепена задача и обврска и никогаш доволно време и можност има да посвети на таа дејност. И мислам дека тука за таа цел имавме и неколку средби во Стопанската комора и во ЗЕЛЗ, во заедницата на единици на локална самоуправа, со председателот на заедницата и со прилично повеќе општини од Република Македонија, од најголемите општини, оние што се урбани нормално. И имавме заедничка средба од која што произлегува неколку предлози и од општините и од регулаторната комисија, кои што заедно ќе ги предложиме за измените. Општините тука нормално и бараат, да, може и да формираме ние и посебни инспекции и да додадеме број на инспектори по 2, по 3, но средствата од бара, што е нивно право и зашто да не, може да се размислува за тоа, средствата кои што би ги собирал буџетот, што сега ги собира централниот буџет од казни, да бидат приход на локалната самоуправа, што е окей решение и тоа е некоја решение и опција. Многу е побитно да има поголема контрола, затоа што регулаторната комисија во својата контрола има две крајни инстанции. Значи, или ништо да не преземе, или да му ја одземе лиценцата на. Значи, ние немаме опсег на казни кои што би... Тој опсег на казни го имаат инспекторите. И тие може да изрекуваат казни кои што се во согласност со законот, тие да бидат и мандатни, парични, така натаму и така натаму. Додека регулаторната комисија може да ја изрече крајната инстанца. Значи, одземање на лиценца, тоа е крајна инстанца и едноставно ја казнувате таа фирма повеќе да не се занимава, да не може да се занимава со таа дејност. И веројатно и некои други помали измени кои што се потребни во законот, кои што произлегле од заклучоците кои што ги има групацијата за домување во Стопанската комора, овие фирмите лиценцирани управители што се, и ние заедно со заедницата на единици на локална самоуправа и регулаторната комисија, мислам дека ќе во наредниот период ќе го тоа заеднички спакуваме, ќе видиме каде е акцентот и каде треба да се извршат евентуално тие измени и дополни на законот, за да биде што пофункционален и да биде што повеќе во служба на граѓаните за оние за кои што е наменет. А што е доколку се работи за стамбено деловен објект, дали собствениците на деловните објекти имаат обврски по овој закон? Да, значи имаме три вида на објекти: стамбено деловни, деловно стамбени и стамбени. Значи, разликата е меѓу деловно стамбени и стамбено деловни е во процентот на деловни простори и на стамбени простори. Значи, претежно зградите се стамбено деловни, но во поголемите градови имате и деловно стамбени. Значи, ако е над 50% од зградата стамбен за станување наменета, тогаш таа е стамбено деловна. А ако е над 50% деловна, а има и стамбени, тогаш е деловно стамбена. Тоа е разликата. Но тоа е веќе номинална разлика, да кажем, во името и суштинска во однос на застапеноста на процентот што има повеќе, дали деловен или стамбен простор. Но прашањето кое што ми го поставивте и што е прилично често вака и кај станарите, затоа што има доста стамбени згради кои што имаат деловни простори, малтене да не речам 70% од зградите имаат деловни простори. Значи, заедничкото управување, а деловните простори имаат право и обврска, значи, да учествуваат во управувањето и во финансирањето на заедничките простори, само ако имаат заеднички влез со станарите. Односно, ако или заден влез, било каков, значи, ако на било кој начин имаат допирна точка или допир со заедничките простори, со влезот во кој што живеат станарите. Значи, имате деловни простори кои што се буквално на улица, од кај тротоарот, мислам, можеме да го сите тоа да го замислиме и сме го гледале, и кои што немаат заден влез, тие деловни простори, иако се во истата стамбена зграда, немаат нити право, нити обврска да учествуваат ни во управувањето со зградата, нити немаат право, а немаат ни обврска да плаќаат за одржување на таа зграда, бидејќи не учествуваат, немаат допирна точка со заедничките простори. Но сите други деловни простори, кои што на било кој начин имаат допирна точка, макар и помошен влез, со заедничкиот влез и заедничките простори на станарите,
имаат иста таква обврска како и луѓето кои што живеат во стамбените. Значи, генерално, без разлика дали е стамбен или деловен, ако имате заеднички влез и заеднички простори, тогаш учествувате без разлика дали сте деловна, дали е деловна просторија, дали сте сопственик или корисник на таа, или сте само станар или сопственик на стан во таа зграда. Така да прилично е широка оваа материја, прилично е нова, но еве со тек на време се уредува и мислам дека на добар пат сме да ја уште попрецизно уредиме и да граѓаните бидат задоволни. Живееме во 21-виот век, стандардите на живење се навистина високи и ние треба да се држиме до нив и прво треба сами да се погрижиме да ги поставиме тие стандарди и да ги одржуваме на таа висина на која што изискува едно модерно живење во 21-виот век во урбана средина. Господине Кетановски, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Благодарам и јас, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Се гледаме повторно во наредното издание на Отвореното студио, а до тогаш пријатен ден.